Битен состанок на градоначалникот Јакимовски со единицата за спасување и заштита од општина Карпош. Силното невреме кое го зафати главниот град направи штета и на неколку локации во општина Карпош. Во консултација со градоначалникот, екипите од локалната самоуправа се секојдневно на терен и помагаат онаму каде што е најпотребно. Јакимовски не ги остави сами ниту во саботата вечер додека траеше невремето. Заедно со нив беше во обиколка на целата територија на општината. После невремето кое го зафати главниот град, екипата за единицата за спасување од општина Карпош беше веднаш излезена на терен. Може ли да ни кажете што поточно се случуваше? Ние действувавме и за време на врнежите. Направив круг ноќтен низ сите местни заедници во Карпуш, констатирав дека проблеми нема во Влај 1, Влај 2, освен крајниот дел, тамо тие улици Ринхини и Франц Месестел, бидејќи во средината лежеше вода. Карпуш 4, Карпуш 3, Карпуш 2, Карпуш 1, Тафталиџе 1, Тафталиџе 2, Тафталиџе 1, улица Московска и Хелсинки имаше поплавено 3, односно 4 кујки. На улица Прашка имавме еден подрум, едно книговодствено биро поплавено, и на улицата Јури Гагарин, тоа е оној дел што се спојува со кораб, таму доаѓаат наноси од средно нерези, имаше поплавено два подрума, односно 3 подрума, и затоа веднаш ги активиравме нашите колеги кои што се во единицата за спасување. Имаме 3 пумпи за црпење на вода. Практично беа ангажирани околу 12 лица од ноќта како почнавме некаде од 01 часот па се до утрената до 10 часот и продолживме и наредниот ден, а веќе 2 дена вработените од општина Карпош ги рачистуваат улиците, особено оној дел према Козле, каде што е од наноси, гранки и така натаму, секој ден из општинава, каде што има паднати дрва. За жал можам да констатирам, мене ми е жал што морам да кажам, дека водовод и канализација знае дека имаме само една проблематична точка, а тоа е улицата Јури Гагарин, затоа што се слива огромна количина вода и од Жданец и од Нерези на едно место, нема никаква интервенција. Овие денови ништо немаме од водовод и канализација и комунална хигиена не дојде нигде ништо да ичисти. Еве, јавно упатувам критика на тие две јавни предпријатија. Јас разбирам дека ова е голема катастрофа која што се случи во Стајковци, Маџарија, Рачиново и така натаму, меѓутоа ова катастрофа која што ја зафаќа целата држава. Имаме ние прогласено дека имаме посебна состојба, што значи војската, полицијата и така натаму. Граѓаните на Карпуш се граѓани кои што најдобро си ги плаќаат сметките за вода и за канализација, значи процентната наплата на граѓаните од општина Карпуш е највисок од сите општини, а да немаат никаква услуга во ваква ситуација, туку сето тоа да легне на грбот на локалната самоуправа. И сакам да знаат граѓаните дека магистри, дипломирани економисти, дипломирани правници, овие денови кои што се членови на таа група за спасување, тие ја вадеа водата од подрумите на граѓаните. Во исто време сакам да кажам дека граѓаните треба да знаат дека сметката им доаѓа сметка за вода, плаќаат сметка на водовод и на канализација, и она што е многу битно, ние со години веќе не сме виделе од водовод и канализација да дојдат и да ги чистат сливниците, за да може да има полесен проток на атмосферската вода на улиците. Упатувам јавен апел до сите граѓани, каде што олуците се внесени во фекалната канализација, да ги извадат своите улуци надвор, затоа што во оваа ситуација сите оние кои што се наоѓаат на пониски точки, фекалиите избиваат и ги поплавуваат нивните подруми, поплавуваат гаражи, возила и така натаму. Сметам дека така неодговорни не можеме да бидеме. Нека заврши ова, како да кажам, ова кризна состојба и инспекторите од општина Карпуш ќе си тргнат населба по населба, особено од деловите Жданец, Трнодол, Нерези, Козле, ќе бидат сериозно санкционирани сите оние граѓани кои што нивните олуци се во фекалната канализација, затоа што не постои фекална канализација која што во услови на порој може да ги прими фекалиите плюс поролните дождови, затоа е атмосферската канализација. А она што морам да го кажам е дека и во изминативе 7 години општина Карпуш изгради скоро 30 километри канализационна и водоводна мрежа, и тоа е
Бенефитот можевме да го видиме токму пред 2 дена, на 6 август вечерта, може граѓаните да го почувствуваат бенефитот од толку многу вложени средства под земја, односно од изградбата на толкава канализациона мрежа. Каква е состојбата сега после 2 дена од силното невреме? Дали се уште има јавувања од граѓани и дали се интервенира веднаш на терен? Имаме една опожарена куќа во текот на вчерашниот ден од гром. Има 2 паднати подпорни ѕидови, едниот е внатре меѓу куќи за кој што ние не можеме да интервенираме, бидејќи тоа се работи во дворовите на граѓаните, и еден кој што е кон улица Козле 3, каде што веројатно општината ќе интервенира, и има повици тамо каде што има остатоци од вода, например на улица Вич имаме зграда која што единствено само таа зграда, подрумите нејзини се поплавени, нашите вработени со пумпите вадеа во текот на вчерашниот ден, денеска исто така продолжуваме, но мора во исто време да знаеме дека тие пумпи имаат и тие, како да кажам, своји капацитети, затоа што од тамо се вади разна прелјавштина, кој што ја блокира работата на пумпите. За среќа, општина Карпуш има и лица стручни кои што веднаш на лице место знаат да ги поправат и да продолжат со работа тие пумпи.